Па денес сакавме да ставиме акцент на работата 7 годишна откако почнавме со здравствена заштита на бездомните куќиња. Според процедура со микрочипирање, вакцинација, дехелминтизација, значи кастрација и стерилизација и враќање со ушна маркица на локацијата. Тоа го работиме вкупно 7 години и сакаме со ова одбележување символично и да испратиме апел до неодговорноста која што се најдува меѓу нас. Предпоставуваме затоа што не би постоел проблемот ако нема неодговорни собственици и да ставиме акцент на одговорното собствеништво, на пријавување на своите домашни миленици, одговорно чување и работа на сите служби заеднички за решавање на проблемот. Ние сме фино, но уредено кое функционира прифатилиште со 13 боксови, што не е доволно. Значи, ни требаат дополнителни боксови, значи да можеби работиме поинтензивно со побрза динамика, но сепак тоа е сето планирано во нашиот план за 2026 година и се надеваме дека ќе оствариме дел од тие планови како инвестициони, како со мерки и ќе можеме наредната година да означиме некоја друга, значи постигнување на некој друга цел во однос на бездомните куќиња. Проблемот е комплексен, не може да се реши наеднаш, но бара континуирано работење. Од нашето училиште Сорда Чопела го имаме профилот техничар по ветеринарна медицина и имаме долгогодишна соработка со прифатилиштето за бездомни куќиња при јавното комунално предпријатие Комуналес од Прилеп, преку практичната настава која што извршуваме во ветеринарната клиника во Прилеп, со кој што тие имаат соработка. Нашите ученици се активно вклучени во решавање на овој проблем со бездомните куќиња преку различни практични активности, а исто така и преку волонтирање во самото прифатилиште. Пред се треба да се даде голем аспект на подигнување на свеста кај самите собственици, бидејќи мислам дека треба коренот се решава на тој начин со уште од мали години младите деца да сватат дека решавањето на овој проблем е со загрижење за нивното здравје, меѓутоа и со сите оние превентивни активности кои што треба да го решат овој проблем. Овој проблем е секако неговото потекло од самите луѓе, бидејќи куќињата се зависни од нас, така да ако ние не се грижиме за нивното здравје и секако за нивната благосостојба, ќе го имаме овој проблем долгогодишно. Сепак мислам дека тука е коренот на проблемот да се реши, а секако преку сите овие активности кои што се одвиваат, тука се и оперативните мерки за решавање на овој проблем, меѓутоа со поддршка од целокупната заедница не може да се реши овој проблем долготрајно. Браво, јас сум ученичка од Орда Чопела, Михаела Селјановска, техничар по ветеринарна медицина со помош на феријалната и практичната настава. Ние им помагаме на бездомните куќенца. Во амбулантата таму се грижиме да бидат вакцинирани, чипирани, да заправиме хируршки захват, како кастрација и стерилизација, за да нема размножување на бездомните куќенца и го смалиме малку проблемот што го имаме. И имаме одено во самата прифатилиште за куќенца, таму им помагаме да бидат нахранети, да бидат средени кафезите, да има добра хигиена и ете тоа во глобала се грижиме за здравието и благосостојбата на тие куќенца. Праката на флаерот е во секој пет шоп има 30% попуст на храните со донација во прифатилиштето. 50% во глобала има интерес. 50% има интерес што не ги интересира граѓаните. А имаше луѓе кои ни прифатија и повеќе флаерчи не ќе разделат и тие и имаше луѓе што вистина застана, поправија муабет со нас и се информираја накнадно за информациите, каде оди, што се случува со храната која се донира.